Во второто издание на Дневникот ќе се потсетиме на дел од настаните кои ја одбележаа минатата недела. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Топлотен бран со високи температури ја зафати Македонија. Министерството за здравство апелира да не се излегува на отворено во најтоплиот период од денот. Во Маврово денеска се одржа 10-тиот ден на одгледувачи на овци и кози. Учесниците се надпреваруваа во молзење и стрижење овци. Високите температури се реална закана за ширење на заразни болести кај добитокот. Ветеринарите апелираат до сточарите навреме да извршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација на трлата и фармите. Топлотен бран со високи температури ја зафати Македонија. Министерството за здравство апелира да не се излегува на отворено во најтоплиот период од денот, како и да се внимава што се јаде. Потсетување за граѓаните е дека секој работен ден во сите градови се поставени мобилни пунктови каде се вршат превентивни прегледи со почеток од 18:30 до 21:30 часот. Со топлотен бран од жолта фаза денеска е зафатена земјава, а од утре и вторник максималните температури ќе достигнат до 41 Целзиусов степен. Министерството за здравство апелира да не се излегува на отворено во најтоплиот период од денот, како и да се внимава што се јаде, да се избегнува престој на отворено во периодот од 11 часот до 17, консумирање лесна храна и течности, хигиена на раце и хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица. Избегнување на храна која не е термички обработена, пример мајонези од домашни јајца, а внимателно и со конзумирањето на сладоледи и разни кремови. Потсетување за граѓаните е дека секој работен ден во сите градови се поставени мобилни пунктови каде се вршат превентивни прегледи со почеток од 18 часот и 30 минути до 21:30. Медицинскиот кадар врши мерење на крвен притисок, шеќер во крвта, како и даваат совети за превенција од топлото време за здрав начин на живот. Вошти пунктот е поставен пред зградата на здравствениот дом. Високите температури се реална закана за ширење на заразни болести кај добитокот. Ветеринарите апелираат до сточарите, а редовно и навреме да извршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација на трлата и фармите. Високите температури и комарците се опасност за појава на болести кај добитокот. Таков е примерот со синиот јазик, кој минатата година направи пустош кај овчарството. За сега состојбата е под контрола, но ветеринарните служби апелираат до сточарите редовно да се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во одгледувачките капацитети. Значи се препорачува редовна, правилна и навремена дезинсекција, дезинфекција на одгледувалиштата, повисоко ниво и чистење и повисока хигиена, исто така и третирање со репеленти, односно средства за штитење од ободување на инсектите. Значи за било каков совет сточарите треба се обрнат до надлежниот ветеринар, исто така и до надлежниот ветеринарен инспектор од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Климатските промени и движењето на дивите животни може да влијаат на пренесувањето и појавата на сериозни заразни болести кај добитокот, како што се и птичиот грип, беснилото и чумата кај свините. Доколку сточарите ги забележат првичните симптоми кои укажуваат на овие болести, ветеринарите апелираат тие веднаш да побараат помош во ветеринарните станици. При најмал сомнеш или појава на симптом на болеста, дали тоа било задух, куцота, ерозии, луцерации, абортуси, треска или било што, или пак при отварање на устната празнина, појава на оток, значи треба да биде информиран надлежниот ветеринар, надлежно ветеринарно друштво, исто така и надлежниот ветеринарен инспектор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Инаку за заштита на домашните животни од овие болести, ветеринарните служби веќе се подготвуваат согласно меѓународните стандарди и практики. Боровата шума е со најголем ризик за пожари. Од Делчевската територијална противпожарна единица апелираат граѓаните да бидат крајно внимателни при движење во шумите.
Делчевските пожарникари за среќа засега без посериозни интервенции на терен. Најголем одбранбен фактор што се однесува до пожарите, досега беше се уште зелената вегетација. До сега територијалната противпожарна единица од Делчево имаше интервенции на 25 пожари и технички интервенции, од кои пожари на запалени моторни возила, на запалени отпади, ѓубрива, исто така имаше и одредени пожари на отворен простор. Значи имаше пожари на шуми, но во помал обем, така да за разлика од претходните години до овој период можем да кажем дека до сега има доста намален број на шумски пожари. Се надевам дека со свесноста на граѓаните, која што треба да биде на доста високо ниво во овој период, дека нема да имаме пожари во овој период на годината, исто така и понатака. Најризични подрачја класифицирани како опасност од прва категорија се подрачјата со борова шума. Значи, доста ризични подрачја кај нас се на планината Голак, потоа во пределот на село Селник Вратисловце, кај што во поранешните години имавме доста големи пожари. Исто така во селата Нов Истевник, Стари Истевник, над селото Звегар, тоа се ризични подрачја каде што имаме насади од борови насади. Со оглед на тоа што скоро 99,99% пожарите на отворено ги предизвикува човечки фактор, од територијалната противпожарна единица од Делчево апелираат на внимателност при движењето во шума. Апелирам до граѓаните кои што се движат во шума да бидат многу внимателни, затоа што во овој период настануваат и сушење на тревата и на вегетацијата, така што се зголемува опасноста од настанување на шумските пожари. Во наредниот период исто така апелираме граѓаните да ги чистат своите дворови, односно куќите или викендиците кои што ги одржуваат, затоа што со самото натрупување на некоја растителна вегетација, која што исто така во овој период доаѓа до сушење, представува опасност од појава на пожари. Во последните 5 години во Делчевскиот регион во пожар изгореле околу 1000 хектари шума и тоа најмногу борови насади. 2013 година беше копна за пределот кај селата Селник и Вратиславци, каде пламените јазици голтнаа околу 500 хектари на борова шума. Пожар кој беснееше 3 дена, а беа вклучени екипите од територијалната противпожарна единица, шумското стопанство, јавни предпријатија, полицијата и дирекцијата за заштита и спасување, но и голем број на доброволци од Делчевско. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во петокот изврши увид во втората фаза од градежните работи на патниот правец Велес-Штип на потегот кај село Мамутчево. Со реконструкцијата ќе се направи сосема нова траса, каде што возилата ќе се движат со брзина од 80 до 100 км на час. Започна втората фаза од изградбата на експресниот пат Велес-Кардифаково. Моментално се асфалтираат преостанатите 4 километри со првиот слој асфалт, кој треба да биде комплетно готов до септември годинава. Во обиколка на градежните работи денеска беше и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во придружба на градоначалниците на општините од регионот. Министерот е задоволен од реконструкцијата на патот и очекува комплетно да биде готов до првата половина од следната година. Станува збор за нов експресен пат што го гради владата на Република Македонија. Како што можете да видите позади нас денеска започнуваме со асфалтирање на втората фаза на овој експресен пат. Градежните активности се во полна динамика, постојано се работи. Очекувам дека до првата половина на 2016 комплетно ќе биде завршен овој експресен пат. Станува збор за пат 26 км во вредност 115 милиони евра. Мене ми представува особена чест што сите градоначалници денеска што се со мене го поддржуваат овој проект, ќе се раздвижи овој регион и сите граѓани од овој регион ќе добијат голема придобивка. Ќе се скрати време траењето на самото движење на колите и ќе добиеме една модерна и нова делница. Освен овој автопат, односно овој експресен пат што го градиме, исто така го градиме автопат Милодиновци-Штип и таму сме преку 85% опробиена траса. Исто така сакам да ги информирам сите граѓани дека за наскоро очекувам наредниот месец да се потпишат договори за 5 нови регионални правци. Патот не само што ќе биде модерен, туку ќе биде и безбеден. На овој пат имаше многу црни точки, односно сообраќајни незгоди, изјави градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Со изградбата на овој пат, прво патот ќе биде навистина експресен, ќе биде модерен, но ќе биде и безбеден. На овој пат имате многу црни точки, имаше многу смртени незгоди. Во минатите години многу лица ги загубија животите на овој пат, а
а Велес Штип ќе се скрати патувањето некаде за 15 до 20 минути. Добива цела Источна Македонија и лично мислам дека со изградбата на овој пат дефинитивно Источна Македонија го добива на значење што треба да го има и благодариме на владата и на Министерството за транспорт и врски. Задоволен од проектот на владата и градоначалникот на Велес, со овој пат се добива и поголема заинтересираност на странските инвеститори за овој дел од оваа индустријска зона, изјави градоначалникот Чадиев. Морам да поздравам овој потек на владата на Република Македонија и на Министерството за транспорт и врски. Пред се голем број од моите сограѓани патуваат, студираат, работат во Штип. Истовремено, од нашата лева страна е тука новата индустријска зона која што владата ни ја дозволи трансформацијата, веќе го имаме и првиот инвеститор ќе го објавиме за 10 дена. Со овој пат се добива и квалитет на заинтересираност на странските инвеститори за овој дел од оваа индустријска зона. Инвестицијата изнесува 1,3 милиони евра. Вкупната должина на патот кој ќе биде со 3 ленти изнесува 26 километри, а државата за неговата реконструкција зема заем од Европската банка за обнова и развој во висина од 15 милиони евра. Започна реконструкцијата на меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Штип. Градежните зафати треба да завршат во септември. Наскоро Истокот ќе добие прв центар за аутизам лоциран во Штип. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес беше во посета на Центарот за социјална работа во Штип, за да направи увид во градежните активности за целосно реновирање и реконструкција на објектот во кој што е сместен Центарот за социјални работи во Штип. Се работи за објект кој што е изграден во далечната 1949 година, за кој постои потреба од целосна реконструкција. Средства обезбедивме од Светската банка и веќе денес започнуваат градежните активности. Очекуваме до почетокот на септември месец овој објект да добие сосема друг, нов, модерен изглед, сосема нови, модерни и квалитетни простори во кои што граѓаните ќе можат да ги остваруваат своите права и услуги, меѓутоа исто така и вработените да имаат значително поквалитетни услови за работа. Исто така овој објект потоа ќе биде опремен целосно со нов мебел и нова опрема и ќе има еден значително подобар изглед и подобра функција. Издвоени се околу 7 милиони денари за целосна негова реконструкција, сосема нова енергетска ефикасна фасада, нова дограма, исто така нов систем за грејење, видеонадзор и целосно нова опрема. Наскоро ќе започне и третата фаза на реновирање на 18 центри за социјална работа во земјава, со пари од ИПА програмата. ИПА програмата. Дополнително, овде во Штип исто така би сакал да истакнам дека во завршна фаза исто така и дневниот центар за деца со аутизам, а дополнително би сакал да најавам дека и како резултат од проектот за реновирање на центрите за вработување веќе е потпишан договор со фирма, со изведувач преку ИПА програмата и набрзо ќе се започне со реконструкција и реновирање на 12 центри за социјална работа, меѓу кои што и центарот за вработување овде во Штип. Реконструкција на еден ваков објект е значајно за корисниците на социјалните бенефити, но цел ни е што помалку да се користат услугите на Центарот за социјални работи, вели градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Значи да ги вработиме сите. Моментално во нашиот град има некаде околу 2000 невработени, но истовремено увезуваме некаде работна сила од 2000 лица кои доаѓаат од другите градови. Следните 2 години во нашиот град, нашите очекувања се дека ќе имаме само 500 невработени. Мило ќе ми биде што Центарот за аутизам конечно ќе поработи. Некаде околу 30 наши деца ќе бидат комплетно згрижени и ние сме на некој начин лидери во Република Македонија, бидејќи тоа ќе биде прв таков центар во Република Македонија кој се отвора благодарение на големата поддршка на владата и на Министерството за труд и социјална политика. Центарот за социјални работи се прилагодуваше на досегашните услови и непречно работеше, за да ги задоволи потребите на сите баратели на услуги од ваков карактер. Се надеваме дека ќе овозможиме подобри услови како за вработените, така и за корисниците на услугите од социјалните права и социјалните услуги. Во постапка на реновирање се и центрите за социјални работи во Прилеп, Битола и Охрид, а во рамки на втората фаза веќе се заврши реконструкцијата на центрите во Крушево и Демирхисар. Општина Штип и Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев потпишаа договор за соработка. Општината и факултетот ќе работат на проект за финансирање на општините преку општински обврзници.
Денеска локалната самоуправа во општина Штип заедно со представници на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев ставија потпис на меморандумот за соработка согласно проектот кој се однесува за општински обврзници и профитабилни проекти без финансиски обврски. Денеска го склучуваме овој меморандум кој што представува официјален почеток на оно што пред некое време од општина Штип беше прифатено со волност да биде извршено и да се учествува во како во истражувањата, така и во резултатите кои што ќе произлезат од овој проект. Значи, овие обврзници се нешто што е познато веќе во општините, меѓутоа во Македонија се уште нема успешна, официјално реализирана општинска обврзница и за таа цел за нас представува дополнителен предизвик како научна фела, која што цели кон тоа да даде реална имплементираност на дадените и добиени резултати. Целта е општините да издаваат општински обврзници за капитални инвестиции и колку тие обврзници може да бидат сигурен начин на финансирање, место кредити да се даваат обврзници. Знаете дека парите се многу значени и битни за да може да реализирате некои проекти кои од вас ги барат граѓаните. Денеска парите се скапи. Ако најдете добар начин, алтернативен начин да добиете ефтини свежи пари, по било кој основ, па макар било тоа обврзници кои општината ќе биде на некој начин задолжен со тие обврзници, со кои ќе заврши некои инфраструктурни објекти, мислам дека тоа е нешто добро. Јас лично се надевам дека финалниот резултат од тоа истражување ќе биде општините во Република Македонија да имаат и алтернативни можности да добијат пари. Тие пари да бидат ефтини и со тие пари да се завршат големи инфраструктурни објекти. Мислам дека за мене тоа е прифатливо како истражување, ние ќе се вложиме како локална администрација максимално, ќе дадеме нашата логистика целосна и на крајот се она што ќе резултира како еден финален извештај ќе биде поволен за сите општини во Република Македонија. Во општина Штип недостасува соодветна спортска сала која досега не е направена. Потребна е брана на река Отиња, комплетен систем за прочистување на отпадните води, па сега со истражувањето на економскиот факултет се надеваме дека замислените проекти ќе се реализираат и ќе се најде алтернатива за финансирање, вели градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев. Во истражувањето ќе бидат вклучени и општините кои се збратимени со општина Штип, професори и студенти од економскиот факултет. Околу 34 милиони деца пред се од најсиромашните слоеви во земјите зафатени со вооружени конфликти не одат на училиште, соопшти Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура УНЕСКО. Според податоците на УНЕСКО за образование на децата во земјите зафатени од војна се потребни 2,3 милиарди долари, што е 10 пати повеќе од средствата за хуманитарната помош што им се доставува на лицата во овие подрачја. Утре отвораат банките во соседна Грција. После речиси еден месец голгота и затворени врати, утре грците ќе се разбудат во нова реалност. Лимити за влечење и понатаму ќе има. Неделно 420 евра, на ден по 60 евра. Затворањето на банките се случи на крајот на минатиот месец, откако Ципрас свика референдум за не за реформите за штедење. Референдумот успеа, но тоа не му вредеше многу на грчкиот премиер, кој мораше да се согласи со уште построги мерки наметнати од Европа и Меркел. Полицаец загина во пожарите во Атина. Телото на 47-годишниот полицаец е најдено во Атина, каде огнот се ширеше во петокот. За пожарот во Атина беа уапсени двајца мажи, од кои еден бугарин под сомнение дека го предизвикале огнот. Во меѓувреме во друг пожар изгореа 35 куќи и беа уништени земјоделски посеви јужно од полуостровот Пелопонез. Властите во земјата предупредуваат дека опасноста од пожари се уште е висока поради силните ветрови, иако истите се локализирани и под контрола. Македонија е една од ретките земји во регионот кои досега се немаат израдувано на пласман на своја екипа во групната фаза во Лига на шампиони или Лига на Европа. Дали конечно Вардар или Шкендија како клубови кои се со најголеми буџети ќе не израдуваат со такво нешто во блиска иднина.
Во изминатите години од постоењето на самостојна Македонија само 3 пати сме биле блиску до ваков евроуспех. Во 2003 година на Вардар во третото квалификацијско коло во Лига на шампиони против Спарта Прага му недостигаше само гол. 3 години подоцна работнички пак не успеа да ја мине последната пречка наречена Лил. Тогаш тимот од Франција беше многу силен. Во 2011 година работнички стигна до четврто квалификацијско коло или плејофот во Лигата на Европа, но Лацио беше преголем залак. Дали конечно дојде време со Вардар и Шкендија, како клубови мокни, со милионски буџети, со армија навивачи зад себе, со амбициозни спонзори, да го направат тој последен чекор и да ги израдуваат сите кои го сакаат фудбалот. Групната фаза од Лигата на шампионите и Лигата на Европа за нашите клубови била само сон. Дали ќе стане реалност, останува да видиме. Ова беа настаните кои ја одбележаа минатата недела. Гледајте не повторно утре со нови содржини. Имајте пријатна вечер.